Има покачување на пензиите за овие изминати 2 месеци. Каква е состојбата со односно како пензионерите во овие месеци, нели, кога се потребни повеќе пари, се снаоѓаат финансиски? Дали е добро тоа покачување? Дали сте задоволни од покачувањето кое што го имате на последните пензии? Долго најавуваната некоја си нова методологија преку швајцарската формула, по наше мислење не ги даде очекуваните резултати, бидејќи во општината Куманово, односно Удруженијето на пензионери, постојано доаѓаат пензионерите незадоволни од новото покачување на пензиите од 6,7%. Тоа фигуративно значи, ако 11.000 денари или 12.000 денари има пензионерот неговата пензија ќе се зголеми за 800 денари, што сметаме во денешните услови при инфлаторна, економска, енергетска и друг вид на криза која што е зафатена во нашата држава, дека не се доволни. Доаѓаат пензионерите, посебно оние кои што немаат услови за дополнителна работа. Пензионери кои што или се болни, или се во години, а пензиите им се многу мали. Час поскоро владата ќе мора да изнајде некој начин преку нови сега, овие најнови мерки антикризни, за да на некој начин ги обештети овие пензионери. Тие ќе најдат некоја формула преку која што за да им дозволиме на оние пензионери кои што се во ваква состојба да можат останатиот дел од животот да го преживеат подостоинствено. Ние, како Сдружение на пензионери, во текот на 2022 година поделивме 800 ваучери по 1000 денари на 800 пензионери. Посетивме од рурални средини одредени пензионери кои што се со нарушено здравје и кои што не се во состојба самите да се грижат за себе. Во чест на меѓународниот ден на стари лица посетивме неколку пензионери кои што се во одминати години, изнад 95 години, ние ги посетивме и однесовме одредени пакети. Последната наша активност е да обезбедиме превоз за пензионерите кој што ќе го финансира локалната самоуправа. Тоа значи дека од 15 октомври пензионерите можат слободно да дојдат во Сдруженијето на пензионери во Куманово да понесат фотокопија од лична карта и последен чек од пензија, каде што ќе се види колку е неговата пензија и ќе им се изготви карта и ќе можат да користат градски превоз. Оваа прилика ја користам да се заблагодарам на локалната самоуправа, односно на градоначалникот и на советот на општината што ни излегоа во пресред и кои што сите овие трошкови што ќе се направат ќе паднат на терет на општината. Колку дена во неделата ќе може да се користи бесплатниот јавен превоз од страна на пензионерите со најниски пензии? Па ја мислам дека ќе се користат неограничено. Значи неограничено, пора не беше за одредени денови, ова сега ќе биде неограничено да ги користат. И само да напоменам дека сега во овие услови едино Куманово е тоа кое што ќе користи, пензионерите ќе користат. Беше во Прилеп, има и во Скопје, сега нема, значи само Куманово пензионерите од Куманово ќе го користат ваквиот превоз. Кој ќе биде условот да добијат субвенциониран превоз? Условот ќе биде, јас реков, ќе биде да пензијата му биде во висина до 13.000 денари. Треба да донесе фотокопија од лична карта за да го утврдиме идентитетот и треба да донесе последен чек од пензија од која што ќе се види дека пензијата е до 13.000 денари. Значи ние толку можеме, не можеме повеќе. Државата нека превзема мерки за своите највозрасни граѓаните, онака како што општината презема согласно законот за локална самоуправа, каде што има општината обврска да води сметка за највозрасните граѓани. Ова е еден таков пример.
Така. Господин Јакимовски, наверојатно сте слушнале дека пензионерите, односно лицата со пониски примања, ќе добијат некаква помош од општината во износ од 6000 денари. Дали имате некаква информација, дали е тоа вистина, бидејќи еве луѓето подготвуваат документи, има гужва во управата за јавни приходи? Ние ја приметуваме таа гужва што се направи во Куманово и тие доваѓаат и во Сдруженијето на пензионери. Тоа не е вистина и сега за сега таква најава нема од општината дека ќе бидат обештетени пензионери. Веројатно се слушнале некаде, можеби на некој прес, можеби од владата, од некое министерство. Ја не сум слушнал, не знам, се најавува дека ќе има некои мерки, како што за стопанство, така и за граѓани, така и за пензионери. Меѓутоа, за сега такво нешто не постои. И нема такво нешто. Благодарам.